Ништо не насетуваше дека онаа мала искра може да ескалира во толку голема трагедија. Недоволно сериозно не изгледаше на почетокот, но потоа се одвиваше многу брзо. Сведочи за 24 Љубомир Игнатов, еден од преживеаните во страотниот пожар во така наречената дискотека Пулс во Кочани, во која загинаа 62 лица, а речиси 200 беа повредени. До дискотека отидовме релативно касно, точно време не знам, отприлика околу 2:20 и мислам дека отидовме на самиот старт на трагедијата на некој начин. Се случуваше многу брзо. Пред почетокот на пожарот бевме некои 10 минути внатре и кога се случи тоа искра, никој не наслутуваше дека тоа може да ескалира во голема трагедија. Едноставно не доволно сериозно не изгледаше целата ситуација. Мислам дека тука најголема улога одигра обезбедувањето, кој што ни укаже дека стварно не е шала, дека е големо нешто и да се опатиме што побрзо кон излезот. Игнатов вели дека се наоѓал на една од подалечните точки од вратата на дискотеката и се радува бидејќи имал многу голема среќа што успеал да се спаси и поминал со полесни повреди. Објаснува дека се уште има дупки во сеќавањето од кобната вечер. Првите маси, односно што беа најблиску да излезут, излегува без некакви проблеми, а ние што бевме веќе околу шанкот и околу средината, не фати стампедото, буквално бевам заглавени во стампедото. Јас бев на дното на стампедото, со лицето на земјата и искрено на некој начин откажав се од себе, мисле дека до тука ќе биде, ама некој бескрено сум благодарен ми изведи ме од стампедото. До ден денеска не знам кој, иако сакам да знам кој е. Бев во безсознание доста, многу работи не се сеќавам. И денес, кога навршуваат 40 дена по огромната трагедија во Кочани, градот е завиен во црно, а граѓаните скршени од болка велат никогаш нема да ја заборавиме таа мартовска вечер. Во не може да се преболи ни после 100 години. Во е толкава трагедија, толкава што е свето разорнат. Значи народот е утепан од болка. Поубаво ја да сам легнал на таа, наместо тоа дете. Чи сака нека е, него оно. 18 години, 14 години, цела генерација не одеве, синко. Цела генерација. Истрагата за пожарот во дискотеката на смртта, каде се уште се вршат истражувања, е во тек. Кочанчани очекуваат одговорност, а родителите и блиските на загинатите секоја сабота бараат правда за своите ангели. Овој транспарент овде остана да виси како потсетник пред основното јавно обвинителство во Кочани за огромната трагедија што се случи во поновата историја во државата.